Добро вечер во емисијата Отворена зала. Почитувани гледачи, во нашето студио точно по една година е Вуко Мелов, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Закавала се. Добро вечер. Добро вечер, Маријан. Ти благодарам на поканата и еве после една година од нашето прво интервју баш ми е мило што имаме можност повторно да седнеме и да разговараме за теми кои што се важни и за кавадарци и за цела држава. Исклучително добра соработка имаме со Социјалдемократскиот сојуз, со Вуко Мелов и со целата советничка група во Советот на општина Кавадарци, благодарение на добрата кохабитација што имаме едноставно. Без разлика на различните мислења, ние овозможуваме на оваа партија и на другата поголема партија соодветно представување. Барем јас додека сум, така ќе држам и нема да отстапам од тоа место, затоа што една од придобивките на демократијата е да си каже секој што мисли. Тоа го правите и вие во Советот на општина Кавадарци, без разлика на тоа дали ќе се усвои или не. Господин Вуко, вие имате спротивно мислење од она што е на опозицијата. На позицијата. Дали е тоа став на партијата? Дали е тоа ваше лично мислење, не се случувате за одредени работи, или пак тоа е моторна сила да води програмата реализацијата подобро? Вака, во секој демократско... Ако не е вашата дискусија, ние едноставно ќе имаме усвојување на точките. Да, меѓутоа, по мене, сметам дека демократијата значи и различно мислење, односно представување на различни концепти. Ние таму дебатираме за работи кои што се јавни, за јавните пари кои што ги собира општината, за начинот на кој што се плански, урбанистички уредува градот, каде се трошат парите на граѓаните кои што ги собира општина Кавадарци, и сметаме дека во одредени точки и теми во Советот на општина Кавадарци, кои што се локални теми, имаме мислење кое што е спротивно на она на партијата и на градоначалникот кој што моментално раководи со општина Кавадарци, и тоа не го сметам као проблем, туку го сметам као придобивка. Например, одредени наши укажувања натре во Советот на општина Кавадарци сметам дека придонеле да и позицијата се однесува повнимателно со одредени работи. Значи, ние постојано зборувавме за долгот, дека општината е презадолжена. Оваа година тоа го апострофирав. Да. И гледаме дека таму се бележи одредена тенденција на намалување. Што, например, не верувам дека би било така ако никој не го потенцирал и не го нотирал тоа као можен иден проблем во иднина на нормално функционирање, на загрозување на ликвидност на општината и слично. Еве, например, во однос на јавниот превоз кој што е актуелен. Минатата година кога се креираше буџетот, ние бевме тие кои што инициравме да општината има сопствен јавен превоз. Така беше. Да. Ја поддржавте таа идеја на... Таа беше идеја која што при дебатата за буџетот ние пласиравме во, мислам, на седница на Совет да влезе као јавниот превоз да влезе као дел од буџетот. Развојната програма на општината, добро? Да. Трет момент беше со јавното осветлување, со истото да влезе во делот на од јавно претпријатие, дали за паркирање, дали комуналец, да влезе као проширување на дејноста, се со цел поефикасно искористување на човечките ресурси кои што ги имаме во јавните претпријатија. Така да сметам дека као советничка група сме придонеле позитивно со нашите дискусии, сме придонеле позитивно да на подобар начин одредени делови, јавни претпријатија функционираат на подобар начин. Тоа значи дека не сме као што сака, например, да прикаже другата страна дека действуваме деструктивно, баш напротив, као советничка група действуваме во Советот на општина Кавадарци максимално конструктивно, заради тоа што ниту една наша критика не била, ниту една наша критика која што не била основана, која што била без аргументи, без факти,
нема ниту една работа која што сме пробале да кажам, која што е добра за граѓаните на општина Кавадарци, да пробаме да ја кочиме. Например, еве, ако земете како дејства советничка група на ВМРО ДПМН во град Скопје, каде што намерно се поднесуваат амандмани со технички грешки кои што подоцна го кочат буџетот на реализацијата на град Скопје и град Скопје едноставно не може да функционира. И тоа се прави намерно. Зошто? Заради нивна кавга, заради нивна кавга, са некои велат дека е за тендери, некои велат дека е заради нешто друго. Не навлегувам во тоа, меѓутоа такви работи од наша страна немало тука, иако сме опозиција од почеток до крај. Добро, се договориме прво да разговараме за прашање што се надвор кавата сме да почнавме да разговараме за теми од општината. Задоволни сте во оваа година функционирање на Советот? Вие како координатор на советничката група и активен учесник во... Јас можам да зборам само за мојата советничка група. Јас за вашата советничка група. Сметам дека во најголем дел од прашањата и одлуките сме земале активно учество, голем дел од работи кои што сме сметале дека се во ред и добри за граѓаните, сме ги поддржале безпоговорно. Она што сме сметале дека е на штета на граѓаните на општина Кавадарци, не сме го поддржале, сме давале одредени наши предлози за како да се подобрат одредени ситуации, така да јас сум прилично задоволен од начинот на кој што работи. Функционирате вие? Да, советничката група. А на ниво на локална власт? Во однос на како функционира Советот, мислам дека, јас тоа го зборував на една седница, мислам дека одредени одлуки се носат во тесен круг за затворени врати кои што подоцна треба мнозинството да си ги верификува. Дали би правиле вие ако така вие имате мнозинство во Советот? Не. Добро. Од кој проект или кои проекти според вас се недобро објаснети и не треба да постојат во општина Кавадарци? Како мислите? Проекти што ги форсира градоначалникот и актуелната позиција, кои вие не би ги избрале, не би ги поддржале. Јас имам единствено замерка во делот. Јас имам единствено замерка во делот во покачувањето на цените на локалните јавни услуги. Добро. Значи, ние... На кои јавни услуги мислите? Например, во месец јуни зголемивме цена на вода, кај што ставивме цена на вода на горната граница која што определува регулаторна до 23-та година, од 25-та. Да, и тоа беше сето кажано со цел, со објаснување дека е криза, дека предпријатието нема да може да функционира, а од друга страна сега велиме, на минатата седница на Совет се најавува дека исто предпријатие ќе подели 13-та плата за вработените и вели дека работи добро. Сега како пред 3 месеци предпријатието не работело добро и треба да им наметнуваме дополнителен трошок на граѓаните, да им ја зголемуваме цената на водата, а сега од друга страна велиме дека предпријатието добро работи и дека треба да се даде 13 плата. Да не сватите грешка. Значи, не сум против да се даде 13 плата на работниците, посебно на работниците, меѓутоа, ако е криза и ако зголемуваме цени, тогаш таа година сметам дека не е во ред сите граѓани на општина Кавадарци да ги финансираат да го финансираат предпријатието и тоа предпријатие да ги финансира тие 200 или 300 вработени. Да, сметам дека со наметнување на дополнителни трошоци на граѓаните не е во ред да си финансираме ние и да им даваме на тие вработени 13 плата. Ако е се во ред, ако предпријатието добро работи и функционира, не е проблем. Јас ќе бидам првиот кој што ќе застапува така човек кој што доаѓа од кој што е левичар и кој што се бори за работниците. Друга работа, во делот на детските градинки. Да, и таму има детски градинки се зголеми не само во општина Кавадарци. Колку се изусот на едно дете згрижување во детска градинка? 2000 денари. Да. А ние, зошто јас, например, го поврзувам моментот со верификување на одлуки кои што се однапред донесени. Ние во месец мај, ми се чини, на седница на Совет гласаме точка кај што ослободуваме плаќање на партиципација на социјално загрозени семејства. Да, така беше. После 3 месеци
гласаме одлука. Вие гласате вече тој предлог. Да, гласавме со наши заклучоци, меѓутоа поддржавме таа одлука да сите деца кои доаѓаат од семејства до просечна плата се околу 31, нема државна збор, околу 30 да бидат ослободени од плаќање на партиципација за детска градинка. И тоа беа негде на околу 150-60 дечиња месечини кои што требаше да бидат ослободени да не плаќаат партиципација. 3 месеци после тоа Советот, мнозинството од ВМРО ДПМН носи одлука која што е сосема спротивна на тоа што 3 месеци претходно го гласало. Значи самите си ја поништуваат својата одлука. И тогаш јас не видов првиот пат кога гласавме ослободувањето, не видов дека никој е против ослободување на детски градинки. Никој не спомна тогаш дека детските градинки цената треба да се зголеме. Значи и затоа сметам дека се верификуваат одлуки кои што се однапред донесени. И мислам дека тоа е штетно. Друга работа која што имам замерка во однос на начинот кој што функционира локалната самоуправа е во делот на минатата година во изборната кампања се ветуваа одредени проекти кои што се прикажуваа како големи клучни проекти со кои што сега имате проекти кои што ви се главни, клучни капитални проекти, големи проекти со кои што се рекламирате, барате доверба од граѓаните, и имате проекти кои што се поситни, кои што тангираат, не знам, одредена улица или одредена таргет група, меѓутоа овие крупните капитални проекти кои ќе видите, таму немате скоро ништо реализирано. Например, ги споменав на седмица. Дестилана, која што беше ветувана. Да, обиколница, адреналински паркови, миниски центри, ги извади оброк за секое дете, кои што биле клучни проекти. Зошто немаме оброк за секое дете? Нели го ветивме минатата година и ние и ВМРО ДПМН, и таа мерка се уште не е спроведена за децата кои што учат во основно образование. Кај нив беше до 5-то оделение, кај нас беше до 8-то оделение. Значи клучните капитални проекти не се реализирани и тоа е факт. Значи вели дека вели дека за тие проекти кои што јас ги наведував дека тој нема надлежност да ги реализира. Да, дека наводно владата има ингеренција Да, ама меѓутоа тоа е изборна измама, тоа не го зборуваше минатата година кога се кандидираше. Тоа е тогаш изборна измама. Вие им ветувате на граѓаните проекти кои што вие немате надлежност да ги спроведите. Тоа е исто као да одиме на парламентарни избори и ние да ветуваме ќе ти асфалтираме уличка, тоа не ти е во надлежност. Така да мислам, ја едено во тој дел имам замерка, заради тоа што се ветуваа минатата година проекти за кои што градоначалникот нема по ингеренции, нема надлежност истите да ги спроведе. И јас сметам дека тоа е на некој начин мамење на граѓаните. Значи Јанчев не ги исполнува основните задачи во ветувањето. Значи клучните капитални проекти кои што се наведени, значи во програмата гарантираме. Добро, така беше. Кои што ги дел од нив ги кажав пред минатата година. И сега, да. Значи за голем дел од тие проекти, тој велет, види, јас тоа не е моја надлежност, јас не можам да ги реализирам, тие може да ги реализира владата, не може само да побарам од страна на владата. И мислам дека тоа не е чесен пристап да на таков начин со ветувајќи на проекти, и така функционира 90% од градоначалниците на ВМРО ДПМН. Се ветуваат проекти за кои што немаат надлежност, ако се реализираат проектите, заслугите се на градоначалниците на ВМРО ДПМН, ако не се реализираат, се префрла вината кај владата. Тоа така не може едноставно да функционира. Досега го има изградено? Како е вашето мислење за тоа? Кое? Обие проектите со кои Јанчев се горде и кавадарчини го поддржуваат. Например, детската градинка изградена. Број објекти. Детска градинка изградена од страна на Министерство за труд и социјална политика. Се слагаме? Не навлегувам, јас не коментирам. Јас само ве прашувам. Спортска сала, проект финансиран од страна на Министерство за образование. Еве тука имам јас и
Патишта кои што се изградени во општина Кладаци, Мушов груп Мрежичко, Горна Бошава, Долна Бошава. Улици кои што се финансирани преку програма на Министерство за транспорт и врски, Илинденска, Пионерска, Браке Джунови. Дисанска, улица Дисанска и улица Западен булевар. И ми се чини дека има уште 4 улици кои што ќе бидат во проектот за поврзување за локални патишта, кои што требаше да ги добијат општините уште минатата година, меѓутоа беа кочени од страна на ВМРО-ДПМН во собрание, заради тоа што минатата година најголем дел од градоначалниците во цела држава беа од спротивната политичка провиненција. Уште еден доказ за тоа како функционира ВМРО-ДПМН. Од кога завршија локалните избори, нема проблеми, мислам ги откочија тие проекти, истите сега ќе се реализираат, меѓутоа со година задоцнување. Овие и други проекти Јанчев ги изгради. Тој не негира дека пари од владата или од Република Македонија се дојде на сметка на собранието и со помош на тие пари со неговите 20 или 30 сколку треба да учествува во еден проект е реализиран проектот. Тој не ја негира учеството на државата со средства. Тој подготвува проект, бара пари, добива од владата, ако Јанчев не исправен, тоа нема никош ни динар да добие од таа работа. Точно, меѓутоа добиваат и други. Детски градинки. Не, сакам да за Јанчев, сега не детски одбе градинки, да, меѓутоа тука кај и тој не негира, тој се поздрави со министерката беше заедно. Тука се креира перцепција дека, мислам, градоначалникот се креира перцепција дека се е негова заслуга, а државата само треба да му ги финансира проектите. Например, детски градинки не се градат само во општина Кавадарци. Да, се градат се имат 20 други општини. Ние, да кажам, партија која што ја предводи централната власт, не можеме да ги казнеме граѓаните на општините заради тоа што во Кавадарци избрале градоначалник од ВМРО-ДПМН или заради тоа што во Велес избрале сега градоначалник од ВМРО-ДПМН. Јас го видов министрот за транспорт и врски кој што вчера подпишува договор со градоначалникот за Велес за реконструкција на улици во Велес. Значи се реализираат проекти низ цела држава, без разлика каде, кој е градоначалник. И тоа е клучната разлика која што ја разликува оваа влада која што предводи СДСМ од владата на ВМРО-ДПМН. Последната речи дека тоа е всушност ние треба да работиме за народот. Треба да работиме за народот. Меѓутоа, дали другата страна работи за народот? Тоа е клучното прашање. Дали, ако вие имате 4 градоначалници во Македонија, минатата година, намерно кочите проект кој што од интерес за граѓаните, вклучително си ги кочите 4 ваши градоначалници, меѓутоа правите некаква си партиска калкулација дека ако сега им се дозволат тие проекти на градоначалниците на СДСМ баш пред избори, дека тоа ќе предизвика не знам каква промена во јавното мислење и заради партиски интерес, заради партиска калкулација ги кочите тие проекти и не давате да се реализираат тие проекти. Ајде да се вратиме па назад, пред 2017 година како беше? Дали овие општини, например општина Центар се соочуваше кај што победи опозицијата 2013 година, се соочуваше со сериозни проблеми во делот на функционирањето. Со сериозни обструкции од страна на централната власт. Дали е таквиот начин во ред, таквиот начин на функционирање во ред. И сега ние сите велиме да, така треба, овака треба да функционира. Без разлика кој од која политичка партија и провиненција доаѓа, треба да сите заедно да работиме за општото и за јавното добро. Од каде тогаш поддршката, големата поддршка на Јанчев и на ВМРО-ДПМН во Кавадарци на последните избори? Ако е така? Заради тоа што се створи една општа перцепција во јавноста, дека заслугата, бидејќи во општина Кавадарци не се инвестира финансиски средства претходно, мислам владата на ВМРО-ДПМН направи нула, да кажам, за Кавадарци во 10 години владење. Ретко ќе извоите некој проект кој што е финансиран тогаш. Водата, за пиење. Добро. Во овие 4-5 години, што се направи од инфраструктурен аспект, детска градинка, спортска сала
улици внатре во градот, влезовите на градот, мост во Ваташ, да не ги редиме пак сите поред. Се створи една општа перцепција во јавноста и во градот дека заслугите за се она што се работи во градот не е на централната власт, туку е на градоначалник. Перцепцијата кој што се створи и тоа може да му се честита на градоначалникот, бидејќи он си ја правил таа перцепција во јавноста, а ние веројатно као политички субјект тогаш не сме биле доволно агилни да таа наша порака дека не е градоначалникот тој кој што гради во Кавадарци, туку е централната власт. Бидејќи централната власт не граеше само во Кавадарци, граеше и во цела Македонија. И уште продолжува со... Што работи тогаш локалната власт со парите кои се пред граѓаните? Локалната власт со парите... Пошто не се сите пари само од владата, туку големи пари даваме и за општината како такси, фирмаријани и така нато. Да, комунали. Вејат, дел се, по тоа што јас го гледам, да, дел се насочуваат на... Дали правилно се трошат? Тоа ми е зборот. Јас мислам дека она што и фали на општина Кавадарци е малца да водиме поише грижа во социјалниот момент и малца да имаме повеќе обзири, да со одредени мерки имаме поише поддршка на лицата кои што се социјално ранливи, да кажам. Тоа е еден момент. Втор момент, општина Кавадарци не инвестира ништо во дел на развој на мали бизнеси, на микро и мали бизнеси во потекнување на предприемништвото, туку се инвестира, мислам инвестира претежно во асфалтирање, санација на некои ситни инфраструктурни проблеми овде во градот и тоа има некој појавен добар лик, да кажам, дека нешто се работи, се гради, меѓутоа дали и во тој дел добро инфраструктурно го средуваме градот. Например, имавме пред 2 месеци така да кажам, малце пообилни дождови во градот, каде што видовме како не е инфраструктурно среден градот. Значи, инфраструктурно средување на градот не значи да постелите само асфалт. Тука значи и атмосферска канализација, значи целокупно инфраструктурно средување на градот. Ние имавме сериозен проблем и гледаме дека во тој дел е многу мал, како да кажам, напредокот кој што... Тука се сложам со вас. Во сите изминати години многу малку инвестирано во развојот на елементарните потреби од комунален карактер. И од кога дојде Јанчев, тоа е согледано и можеби затоа ние сега ја гледаме 7 септември, јасмини и вишешица раскопани по 6 месеци, бидејќи се стават огромни цевки за голем дел од градот се уште нема вистински канализација, атмосферска и фекална се мешаат. Тоа не смее да биде ни по еден пропис. Се согласувам, меѓутоа временскиот период во кој што се извршуваат одредени работи, јас мислам дека е предолг. Да. И мислам дека тука имаше имаше одредени прекини во делот на реализацијата на тој дел се сложува долго време. Мислам дека можеше таа работа да се направи значително побрзо од страна на изведувачот, односно да, меѓутоа тука е и општината има своје влијание во делот на брзината на урбанистичко развивање на градот. Сега гледаме дека градот се развива кај над тиквеш транспоранешниот или сега град во промет и од оваа страна кај се градат големи улици така натаму. Како гледате или како ви го оценувате ширењето на урбанизмот во Кавадарци? Или градењето на куќи или живеачката на идните генерации? Бидејќи донесувате одлука токму вие, советниците. Да. Пака, јас во дел на како е урбанистички градот среден, тоа не е само вина на актуелниот градоначалник, туку тоа е вина, да кажам, на и претходните раководни структури кои што пак биле од
ВМРО ДПМН на начин на кој што е урбанистички И ово някакви паркот, заборам да среден. кажем. Да. Кај што е урбанистички среден градот, јас мислам дека во тој дел јас тоа го нарекувам процес на бетонизација на градот, Да, кај многу често го употребувате тој внатре во градското јадро имаме една хиперекспанзија на изградба на згради, а од друга страна имаме проблем сериозен со загадувањето на воздухот. Едноставно го гушиме градот и во делот на таа зелена агенда не само што не помагаме, туку и одмагаме. Делот со градскиот парк, кој што е Тоа е кардинална грешка според мене. кој што е целосно заобиколен, да кажем, од сите страни. Меѓутоа ова градскиот парк. нема влијание да Меѓутоа има влијание во делот на новиот центар, кај што новиот центар на пример е и така густо населен, Добро. а имаме во најава по Се уште не е. Да, меѓутоа го урбанистичките Таму има планови масички. си ги изгласа и таму ќе се тоа прашање на ден кога ќе се гради. Да. Мислам дека ако више во паметно урбанистичко уредување, Добро. значи да вие градите згради, вие градите и куќи, меѓутоа да вие градите и соодветна инфраструктура се со цел да не штетите на другите аспекти на животот. Аспектот на чист воздух е само еден аспект на живот. Вие треба таму да изградите инфраструктура, да изградите детски функција на игралишта со кои што тие луѓе ќе можат нормално да функционираат, да кажам. Каде ви би го одредили идното ширење на квадраци, освен еве сега се наоѓате во улога на такво нешто, освен на двете страни на градот? Каде треба да се шири градот? Каде треба да го развиваме ова градско подрачје? Градот сигурно треба да се шири. Јас не сметам дека сум до тој степен стручен да кажам во кои предели, меѓутоа дека секако дека треба да се шири и нормално се шири од таму кај што завршува. Да, меѓутоа како треба да се развива, сметам дека нас ни треба сигурно уште еден парк, нас ни треба сигурно повеќе зеленило во градот. Нас не треба сигурно повеќе места за рекреација на деца. Да, така да мислам дека дури и ширењето кое што може да го заговараме, ако биде погрешно, ќе биде повторно штетно. Да биде во функција на ово што го реков. Меѓутоа да се затвориме и да правиме да има хиперинфлација на изградба на висококатници, на згради во централно градско подрачје, во места кои што се више населени, тоа ние на сите контрапродуктивно и не ни носи никаква корист. Добро. А например што е од зелена агенда, например, што е реализирано од зелена агенда, пошто сите зборуваат. Тоа е доста актуелно сега, посебно во Европа. За зелена агенда јас не гледам дека ништо не е направено во тој дел. Во делот на зелена агенда единствено нешто што е направено е што се будиме секој ден и гледаме дека ни фали по еден дрворед во градот. Последно беше улицата над 7 септември. Митхоџи Василев Јасмин се не се вика. Да, таму имавме дрворед, сега колку што јас знам го нема. И од зелена агенда единствено тоа. Зошто само лоши страни ги гледате, не ги добрите? Не се така црно. Дали обновата на зелените площи во градот, во хектари, тоа прикажано да во реди кај што немало или пошумување кај што немало до сега направено, сега се направени, не ги спомнувате тие. Јас го зборувам оно што гледам. Во делот на урбаното зеленило, ја гледам дека таму имаме намалување. Фактот за таа улица. Во делот на урбаното, во градското подрачје. Јас може да видим стари фотографии каде што сме имале, на улица Илинденски исто така имавме пред 2 години имавме посадени се нови дрвца. 11 нови дрвца. Посадени се нови, меѓутоа уништени се старите. За овие треба време додека да се обноват. Добро. Дали
Не гледаме се така црно. Ништо, окей. Значи, окей. голем дел од работите кои што се биле добри, ние на Совет сме ги Јас се поддржали, сме ги провоцирала гласали. гледачите ќе отсипат, нема Не проблем. Дали имате еднаква политика на централната и локалната власт со одредени прашања што вие сега ги елаборирате? Например? Што и да е? За решавање на одреден проблем, ево за обиколницата да речем, например. Зошто не ја гради Јанчев обиколницата на градот? Зошто не ја гради? Тоа треба да прашате господинот Јанчев кој што ја ветил Тој обиколно. ни кажа дека се работи за огромна инвестиција и треба да И дека партиципира и државата и и дека тој локалната. не е надлежен. Да, тој може да направи проект Проект секој може да и така направи. натаму. Проект секој може да направи. Меѓутоа битно е да се реализира. Да исплатите ги сидите направите обиколница. Да не За ви се што е брегуваат. добро, за се што е добро вака, да не испадне дека ние нешто кочиме. Пошто ако сме кочили, немаше ништо да се направи од ова, кое што ви го спомнав. Ни сега. мостото ваче немаше да се направи. Па да, ако сме кочили. Така, значи инфраструктурно со помош на државата со И граѓачи инвестиции, премин со инвестиции на државата, Добре. голем број на инвестиции во државата е направено инфраструктурно многу за кавадаци. И тоа се најголем дел инвестиции на централната власт. Добре. Да не испадне сега дека тука ние ја кочиме локалната власт. Кажете ми една работа за која што е закочена. Нема ниту една работа. А иначе во дејствување за подобар развој на градот, апсолутно, во секој момент, без разлика дали е Митко Јанчев градоначалник, дали е утре некој друг градоначалник. Зошто има Без толку разлика кој. голем рейтинг Јанчев? Од каде потекнува тој негов рейтинг? Тоа е можда поише прашање за политички аналитичар. Не, вас се прашам како политичар, бидејќи вие Ви без пери сте спомнам. устата го критикувате него и на седницата собрание и еве јавно сега. Да. Ами јас се што критикувам, го критикувам во дел на оноа што е. Да, и тој рече, кога Релевантно, критикувате, да. јас сум тука за Да, таа. добро, и тој ме критикува, иако јас сум од позиција на опозиција, меѓутоа тоа е сосема Дали е тоа нормално. здраво, дали е тоа добро, окей, Па се додека е на ниво на ниво. на одредено ниво кај што не се навлегува во личен, персонален момент, Да. сметам дека е во ред. И јас, например, не го замерувам. Тоа јас ви кажав, значи, перцепцијата која што беше градена во овој град, дека се што се прави во општен Кавадарци е негова заслуга, му ги донесе тие гласови кои што му ги донесе минатата година, меѓутоа ја не сметам дека ја Колку има. гласови добивте лани вие? Меѓутоа ја не сметам дека господинот Јанчев има иста доверба која што Сега, имаше последна минатата година, последна година. Ја мислам дека граѓаните веќе почнуваат да препознаваат дека и не е баш се така розово кој што сака да биде представено. Не, минатата година освоивме 4.500 гласови на советничка листа и за градоначалник. Меѓутоа јас ќе искористам таа прилика да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Кавадарци, на членови на Социјалдемократски сојуз, на симпатизери на Социјалдемократски сојуз кои што присуствуваа на организираната Да, имавте трибина, голема трибина. која што покажа една сериозна енергија, покажа една голема масовност. Зборуваме за трибина, да. не за митинг, за Да. трибина која што беше сериозно посетена, една добра енергија, една позитивна енергија и мислам дека СДСМ во Кавадарци се враќа онаму кај што е Ми место. дава и тоа сила? Да. Ми дава и сум му благодарен на граѓаните на општина Кавадарци и сум горд на онаа работа која што сме ја работеле јас и тимот на мојот тим во извршниот одбор. Дали како млад политичар созревавте овој период од една година? Колку веќини или колку ви придонесе тоа искуство да се фатите во кошчец и со тие што не мислат исто како вас и со тие што мислите и со визиите кои ги имате за натаму? Да, вака. работите динамично. Мене сите Динамично. ми ја замеруваат младоста, меѓутоа јас Не, јас не ви ја замерувам, не само им се- ви сте не им се најмладите председатели на СДСМ во Кавадарци, барем. дефинитивно, да. И затоа Дефинитивно, прашувам. да. Јас имам 28 години и не сум и баш и така млад. За вас Не. сум сигурно многу млад. Меѓутоа, младоста носи Да. енергија, желба за промена, И рискирање. бунтовност. О, тоа е многу важна Да, работа. и тоа се одлики, например, кои што мене ме одликуваат као човек, без разлика на која позиција сум
во општеството, да кажам. Јас и минатата година не сум бил ни советник, ни председател на општинска, па сум делувал бевте портпарол, меѓутоа многу брзо кариерата ви одеше напред. Предходно сум бил дел од Шарена револуција, сум бил дел од невладен сектор, значи јас мојот општествен придонес сум наоѓал начин да секогаш го давам. Сега, кога сте на повисоки позиции, имате и повише можност да ги менувате Тоа е точно. Да кажам, работите. Во делот на созревањето, сигурно да. Ке зреете ли уште што? Животот секогаш ве учи, веројатно предизвиците и проблемите со кои што се соочувате, бидејќи секоја позиција носи одредена одговорност. Да, тоа е точно. Сигурно ве учи, ве прави да бидете и помудри, попаметни, да... Имате ли истомисленици на ова што го викање вашата партија? Да. Дали се служувате со одредена поголема група на социјалдемократи, иако нема идеално ниту во една партија да се имаш разнообразие. Кај нас имате, например, поголема демократичност во делот на искажување на мислење и на став. Тоа гледаме да го јазовите да ги намалите малку. Да го дебатираме внатре во партијата и да внатре носиме што е оно што е најдобро као политика која што треба да биде креирано и да биде спроведувано. Така да разногласие може секако има, мислам тоа не е разногласие, тоа е може да кажам различно мислење, ако мислите на тоа, ако мислите на нешто друго. Не, тоа мислам да, различно мислење секогаш ја мислам дека е здраво да има поразлично мислење, бидејќи со различни мислења, со гледување на сите аспекти на одредени работи, мислам дека може да се донесат најдобрите решенија и најдобрите одлуки. Бидејќи ако е се едногласно, тогаш е волја на еден човек, а тоа е онако што не вози кон пропаст. Мило, ве додиме со бројки. Ако 4500 луѓе гласале за вас на изборите минатата година, 2021 година, тоа значи еден дел од вашите бирачи по претходниот состав не гласале за вас. Каде се тие социјалдемократи или љубители на вашата партија или луѓе што се симпатизери? Каде отишли да гласуват? Веројатно абстинирале. Веројатно. По анализите најголем дел абстинирале, дел можеби гласали за други политички партии. Не го исклучувам и тоа, меѓутоа 90% мислам дека незадоволни ли биле тоа? Веројатно биле незадоволни од одредени дали локални, дали централни политики. Например, СДСМ во тој дел заради таа поголема демократичност, да кажам, доаѓа и до одредени ситуации кај што има драстични намалувања, па после и драстични зголемувања ако видат дека работата оди во прав правец или во погрешен правец. Во погрешен правец за абстинер, ако сметате дека оди во прав правец, да многу лесно па оди нагоре, и за тоа ми дава силата и енергијата која што ја видов кај луѓето на трибината, мислам дека ми дава, да кажам, некаква си перцепција или оценка, да кажам дека овде во Кавадарци сме ја погодиле сериозно работата во начин на кој што действуваме сега. Дали понешите ваши членови или симпатизери сте уште се во СДСМ или се тргнат од партијата? Луѓе кои долги години социјалдемократи. Јас мислам дека јас на трибина и на настани гледам луѓе кои што биле разочарани од СДСМ дека се враќаат, дека си одат. Таков процес немаме сигурно. Јас гледам дека луѓе кои што биле разочарани се враќаат назад. И гледам дека пак има желба да помогнат на некој начин на партијата. Што мислите за Левиса во Кавадарци на ниво држава? Во делот на... Каде ќе се позиционира таа партија, ќе оди или напред, ќе оди назад, ќе стои или во место, ќе кохабитирали со некој, ќе биде ли во коалиција со некој? По тоа што го гледам јас,
во дел од градовите во Македонија имаат коалиција, ако сакаат да прикажа дека Не сакаат да бидат со коалиција. добро, не сакаат со Да, меѓутоа имаат одредени директорски места, например во град Скопје мислам дека имат одредени директорски места. Да, значи во одредени градови тоа е пак зависи од вештина на комуникација и на представување на јавност. Да, со левица тука на локално ниво. Пошто вие заедно бевте во таа револуцијата, како беше? Шаран. Шарен револуција, а сега не се со вас. Затоа прашувам бидејќи може би сте били другари. Од што го гледам јас, не се сеќавам искрено да ви кажам, на еден дел да, меѓутоа онаа стара левица која што беше да кажам, која што не беше, ако ги земете сега идеолошката поставеност на левица, ова левица поише радикална десница него левица, поради националниот концепт кој што го застапува. Тие протежираат сега, да. Тука на локално ниво гледам дека се согласуваме по одредени прашања кај што е, например, социјалниот момент, во делот на социјална правда, социјална правда, работнички права, во тој дел се согласуваме, меѓутоа во се друго сме на, како да кажам, различни страни и таму се направи одредена поделба, да кажам, и во самата партија кај што имавте одредена структура која што беше, да кажам, полевичарски настроена, не знам, Бранимир Јовановиќ, зборам на глобално ниво, меѓутоа и тука на општинско ниво, мислам, оние кои што беа активни и кои што формира левица, мислам дека сега не се веќе, мислам дека не се веќе таму. Меѓутоа да не навлегуваме со не навлегуваме толку, беше тоа само прашаш за размислување каде е позиционирана на ниво на совет, дали се работувате со единствениот совет и Круме? Подредени прашања дали се консултирате? Консултација не. Нашите ставови си ги утврдуваме, мислам, внатре во партијата. Ако со некој се поклопува нашето мислење, тоа не значи дека по таа точка дека имало некаква си комуникација. Тука едноставно имаме слични ставови. Као што гледате и до оној што е дел за социјална правда, работнички права, се согласуваме. Да, се согласуваме, бидејќи во тој дел имаме слична, да кажам, политика. Како ви работат, додека сте и сте на ова работно место, всушност не работно место, волонтерски го работите председателството, нели? Да. Не сте платени. Не. Да нема дилема. Како ви работат структурите? Председател на општинска организација не е работно место. Да. Кој е платено? Секретарското платено? Не. Нема ништо, значи се што е партиска позиција е на волонтерска основа. Како функционирате сега моментално? Еве сакам да се зачне на вашата партија. Кога сте отворени, како ви работат? Имаме дежурства. Младите, постарите, ветерани, имате ли како во местните заедници функционирате? Значи имаме таа структура како ви работи? Да, вака. Значи па и во почетокот на мојот избор претежно се фокусиравме во избор на тела, на извршен одбор, на надзорен одбор кои што треба да раководат со партијата. Имавме избор на секретаријати во помесни заедници. Понатаму во текот на летото ми се чини имавме избор на нов председател и на нов извршен одбор на млади. Минатата недела ми се чини дека беше конституирано новото тело, координативно тело на форум на жени, така да партиските структури, комисиите се стручните комисии исто така се формирани во овој период од неколку месеци го комплетиравме целосно сите сегменти во делот на партиската функција. Да. Кој ви представува горе како град кој ви представува во централниот одбор, така беше, нели? Во централен одбор имаме тројца членови, Даниела Колева, доктор Диме Коцев и Цветанка Баштова. Добро ли ве презентирате? Да, и по функција како пратеник. Вие влегувате? Не, по функција како пратеник присуствува на седницата на централен одбор и пратеникот Панчо Минов и по потреби председателите ги. Како ви работат вашите 20 представници како пратеници во парламентот?
Под она што јас го гледам... Дали си ти задоволен како председател на партијата? Да, јас сум прилично задоволен заради тоа што оно што е битно за општина Кавадарци, дали инфраструктурни проекти, мислам дека голема заслуга за голем дел од инфраструктурните проекти, посебно ова за земјоделието во дел на цена, во дел на нова методологија, мислам дека имаат сериозен удел и јас сакам да им се заблагодарам на начин на кој што работат посветено и во интерес на граѓаните. Мислам, јас сум како председател на општинската организација задоволен од начин на кој што тие не представуваат нас во... Има ли фора за подобрување на сојбата на лозарите, винарите и така натаму? Секогаш има. Оваа година направивме одреден, да кажам, напредок во делот на повисоки цени. Направивме напори да цените бидат, да речам, почитувани од страна на винариите. Сега знаете како одредени девијантни појави, секојаш има, меѓутоа тука сме за да се превенираат. Действувавме во делот на во новиот закон да влезе посебна методологија која што ќе утврдува цената на грозјето, во која што е влезена и работна рака, во која што се влезени сите трошоци кои што ги имаат земјоделците, до тоа го утврдува стручно тело, да не може утре винарските визби као помокни, да кажам, структури во државата да манипулираат, да, бидејќи тие се да кажам, винарските визби се неколку и они тие се тие кои што ги диктираат цените и тука нашите залагања, мислам залагањето на владата да се постигнат цени кои што ќе бидат, да речам, подобри оваа година. Ја мислам дека имавме прилично задоволителна состојба во делот на земјоделието. Претходно да не се подсетуваме со какви проблеми сме се соочували, неисплатени предадено грозје, неисплатено од повардарие и во уште две други винари, 2015-2016 година, кои што оваа влада им ги исплати. Кој што проблем беше направен претходниот период. Ние имавме ковид години кои што владата даваше по 6 по 8 денари за обработка на ова грозје, за обработка на вински дестилации со цел да не се оди со цени кои што ги предлага винарите, кои што може да кажам дека беа смешни. Значи сме помогнале сериозно, посебно да речам во тој дел, во делот на земјоделството. Простор за напредок секогаш има, меѓутоа сметам дека ова до сега што е направено и мерките кои што се направени, сметам дека доведовме една задоволителна ситуација, да кажам, во земјоделието и за тоа имавме, да речем, и мирен откуп, без тензии, без протести, без да кажам превирање, да. Ако винарите до некаде си го решија проблемот, сега ракијарите сакаат да си го озаконат свој дел на производството на ракија. Сдруженијето ЖТ започне да е широка јавна расправа со структурите на владата, УЈП и други структури, царини и така натаму, за плаќање на акциза на ракијата, меѓутоа тие 20 денари колку сега владата им дава, да бидат озаконети и со закон да може секој производител на ракија во Кавадарци да ја продава истата на пазарот без проблеми. Сега, ако бидеш затекнат на автопат од полиција, ти ја одзимаат и те казнуваат. Ракијата ти одзимаат и кога бидеш немаш право да ја продаваш ракија на црно. Дали може оваа локална власт, вие како СДСМ во Кавадарци, да придонесете и да возможите законско решение со кое производителите на ракија под одредени нормативи и се разбира правила во однос на задоволување на критериуми на Европската унија, Агенцијата за храна и вино, не знам како се вика, да дозволи да се продаде таа ракија под одредени услови и да се плати акциз за тоа. Дали не можете на лозарите да им помогнете до некаде? Ова го потежира Сдруженијето ЖТ веќе подолг период. Да, потреба сигурно да се седнат да се
Многу сериозно, многу... Да се разговара, да видиме кои предлози ги имаат и тие кои здруженија, да видиме што е оно што законски може да се... Да, тие сакат да влезат во закон, тие не сакат да го манипулираат. Да, сигурно дека нема дилема, се што е во интерес на граѓаните да поддржиме и да иницираме истото да се реши како проблем. Во законот за вино, винарите влегува убаво и сега се донекаде забавно, особено... Да, тоа е овие мали семења. Добија и средства... Тоа е уште една, например, придобивка плюс кај што... Да. Со кој што со влегување на тие мали производители им се овозможи можност да влезат, да се регистрираат, па дури да користат мерки, грантови по 10.000 евра за подобрување на своите производни. 40 винари добија такви. 40 винари се само во тиквешијата, кои што представуваат, да кажам, јас сум посетил дел од нив, кои што представуваат сериозен, да кажам, момент од аспект на вински туризам. Мислам дека дел, например, и од проблемот кој што го имаме со лозарството, може да се решава и на тој начин со развој. Затоа ја прашувам за оваа проблематика, многу е важна, 6500 субвенции давате вие како влада за лозари, значи многу големо членство во винарски бизнес, во лозарски. Нека не се 600, нека се 400, нека се 3000 граѓанство, да кажам. Али граѓанство, правиме муавет за бројки кои се официјални. Да. Треба ли во земјоделието нешто уште да се направи што би било подобрување? Се спрема одредена реформа. Добро. Ми се чини дека е во делот на авансната исплата на субвенции да можат земјоделците порано да ги добиваат истите. Гледам дека има одредени мерки за субвенционирање на системи капка по капка, субвенционирање на земјоделска механизација. Добре. Да, значи сметам дека голем дел од работите мислам дека се покренуваат и дека се прават. Оваше земјоделската, да кажам, реформа во делот на субвенционирањето мислам дека ќе биде готова за брзо време и да почекаме да видиме што имаат спремено од страна на Министерството за земјоделие, али секако мислам дека секогаш има простор за чекор понатаму. Вуко, има ли корупција во Македонија? Корупција има во цел свет. Дали е сега засилена или не? Јас сметам дека прв пат во Македонија, после, да кажам, еден период кај што си изнаслушавме се и се што се договарале, како се договарале по телефон, за проценти, за провизии. Мене ми, например, како човек кој што произлегува таа, да кажам, шарена револуција, и малце криво што голем дел од тие случаеви немаат се уште судска разрешница. И ако ние тргнеме да ја решаваме корупција, треба да почнеме од таму. Заради тоа што тоа беше најкрупниот корупцијски, да кажам, скандал не во Македонија, туку пошироко сега дали имаме корупција во Европа. Па видете, на каква корупција мислите? На секаква корупција е се. Дали, еве, например, дали има одредени, као да кажам, реални афери за онаа висока корупција, пошто партиите најчесто се поврзуваат со таа корупција. Така. Со делење на провизии 3%, 5%, да не е многу, да не е малку, онаа што го слушаме, такво сега јас не гледам. Добро. Али дали има корупција внатре во системот? Тоа е можеби и делот кој што граѓаните највеќе ги иритира. Така е. Кај што треба да, као да кажам, одредени пониски структури, например, не знам, во дел на судство, во дел на обвинителство, како се постапува, дали се постапува со и старшин према сите. Тука е јас не сум, искрено да ви кажам, задоволен. И, например, во делот на ефикасноста на како се решаваат одредени проблеми. И тоа сметаме дека е ипак власт која што е, бидејќи Македонија
како да кажем, ко парламентарна демократија е поделена на три власти. Парламент кој што носи закони, законодавна, судска и извршна. И јас сметам дека можеби најголема кривица за тој корупција, мислам дека и таму е најзастапена, можеби застапена во тие правосудните органи, можеби и заради тоа имаме спорост во реализација. Што сега нема реализација. Спорост, па веројатно или стопирање на одредени процеси. Да, па е, например, Сашо Мјалков, кој што има на првостепенна пресуда за делот со прислушувањето, чека во фиока во... Зошто? Секој треба да се носи одговорност сам за себе. Треба ли реформа во овој дел во Македонија, според вас? Ова е клучната реформа. Тоа е најклучната реформа. И американската амбасадорка во... Тоа е најклучната реформа. Меѓутоа, треба да знаете дека таа реформа не е за еден мандат, туку таа реформа е која што треба да го ресетира целокупното општество и која што треба да трае во наредните 10 години. И, например, за тоа е нашата идеја, политика да оној пат кој што го тргнавме, кој што резултираше со наше членство во НАТО и почеток веќе на скрининг процес со Европската унија, сметам дека треба да продолжи, сметам дека на тој начин мислам дека најлесно ќе го решаваме проблемот. Бидејќи тоа значи одредени структурни промени на целиот систем, на целиот начин на функционирање на системот, и оно што е најбитно, имате и мониторинг од страна на Европската унија. И патот кој што го оди една земја во делот на преговарачкиот процес, во суштина на корупните проблеми се прават во, така се нарекува и кластерот, структурни реформи. Тој првиот кластер, мислам, точно не се сеќавам. Меѓутоа структурни реформи кои што вргуваат јавна администрација, судство, обвинителство, кои што се клучните, да кажам, институции кои што го клучните институции кои што го всушност се представуваат начинот кој што функционира една држава. Само минатата година се оцелиле 120 млади завршени лекари, пред минатата 170, пред тоа 180. Трендот на иселување на млади деца или млади завршени кадри од Македонија се зголемува, не се намалува. Ова е тесно поврзано прашање со претходното. Тие се углавно разочарани луѓе од функционирањето на таа администрација, на зголемувањето на администрацијата, на слабите плати, на малите плати. Дали во тој дел можеме нешто да направиме? И како партија, и како локални советници, и како власт. Овака. Ви сте млад човек, ги разбирате. Ова се бале го читате. Немам јас податок дали е тоа точно. Точно е дека во минатиот, да кажем, од Македонија се иселуваат млади лица, не може да го негира никој, меѓутоа дали е истинен на иселување сега и ова се официјални податци пред 10 години, тоа е, например, прашање. До 2016 година имавме минимална плата од 8.900 денари, кој што не опфаќаше клучни три сектори, кожарска и текстилна индустрија, кои што се клучни индустрии. Најзастапени. Да, кои што се клучни индустрии, кои што беа најпогодени, например, од минималната плата. Сега минималната плата 18.000 денари. Самото тоа предизвикува раст и на другите плати. Оние кои што биле, например, ако имате минимална плата од 8.000 денари, тој што бил на 20, например, земал 14. Кога ви одите на 18, он оди на 25, на 27. Ви кажам само пример, тоа се нарекува во економијата спирала на покачување на плати. Затоа имаме раст на просечната плата. Така да, ако земеме во делот на економскиот стандард на граѓаните, сметам дека е сериозно зголемен. Зошто бегат? Друга работа, да земеме, например, во
Детските градинки. Исто така имаме зголемување на плати околу 20 до 30% во зависност дали стана збор за неговата Добили решение таму, сега ме подсетив на градинките, добили решение Да, за ето неопределен. тие доста дискутирано зборувани. прашање. Да. Дел од нив, мислам еден голем дел од нив се реши, да кажам, статусот. Во образованието последното зголемување во образование, по моја информација, 28 зима професор во основно образование, 29 зима професор во средно образование. Зборуваме без другите додатоци. Да. Без минат труд, без класен раководител, кој што му следуваат одредени финансиски средства. Во делот на здравство, таму направивме месечина најголеми зголемувања на плати. Платите на лекарите на општите лекари и на специјалистите с големи месечини за околу 40%. Колку е обичен доктор зима плата сега? Поприлика. Мислам дека зима без дежурство. Без дежурство. Па мислам дека е над 60-70 сигурно, без дежурство. Да, за 40% с големи. Општ лекар месечина зима негде 36-37 денари. И дежурствата им се зголемени. Значи, во тој дел, да кажам, се направили еден сериозен чекор напред. Сега, никој нема магично стапче, па да однапред ги промени драматично работите, бијајќи виете, ние треба да видиме кај биле лекарите и колку плата земале пред 5 години. Ако сега сме изголемени 40%, колку земале тогаш? И дали било во ред да, например, еден лекар зема 20 и неколку јади денари плата, 20 и таму колку зема. Не сеќавам точно, меѓутоа беа драматично пониски. Ако, например, една, да кажам, работник во текстилна индустрија земал предходно 8 сега зема 18, најавено е во март месец дека ќе оди на 20 денари минималната плата. Значи работиме на подигање на стандардот. Од една страна, од друга страна гледаме пак да не го доведеме бизнес секторот во позиција да крахира и да им биде неисплатливо да ги држи. Значи, ние го направивме цело ова без да има зголемување на невработеност. Невработеност е намалена, има најниско ниво на невработеност, околу 15%. Значи, сериозно сме помогнале во делот на зголемување на примањата и во подигнување на животниот стандард. Сега да сме тргнали од некоја друга појдовна позиција која што била, да кажам, повисока, сигурно дека сигурно ќе имате и ќе знаете како да се... Сигурно дека напредокот би бил, да речам, поголем. Што сметате или дали сметате дека администрацијата во државата не е голема? Бројот на административните бюрократски службеници кои вршат сервис на граѓаните. Па видете, зголемен број, тоа се најновите податоци. Ја не мислам дека е зголемен, ја мислам дека колку бројка имаме на... Мислам дека немам точен податок. Постојано на избори се споменува дека заради бројната администрација многу пари одат таму и заплати и други надоместоци и ние буквално трошиме пари во ветерот. Видете, тоа од една страна можете така да го кажете, бидејќи, например, во болница требат лекари, требат медицински персонал. Зборам за тие не се администрација, замете администрација, они што седат на биро и што чекаат да дојде некој да ги услуши така да се подпишат. За мене тоа е администрација. Голем дел, например, лекарите ми се... Да, меѓутоа, например, голем дел од институциите, ја гледам во општина Кавадарци, па се соочуваат со проблем на недостаток на кадар. Негден може имате пренатрупаност, негден имате недостаток на кадар. Така да ја не сметам дека бројот е пренапумпан. Меѓутоа треба веројатно да се направи одредена прераспределба. Треба бело да се направи. Треба да се направи. Например, сега казам по општина Кавадарци. Да. Во време на претходниот градоначалник имавте 85 вработени, сега имате 110. И тие на локалната самоуправа влегуваат во администрацијата. И сега ние на 85 велевме дека е превработено, а сега на 110 викаме тамане. Сакате уште да разговараме во емисијата?
Ако имате прашање, Ајде, уште едно стојам генерално на прашање, располагање. како, бидејќи многу време поминува веќе од тој планиран термин на емисијата, морам да превршам со оглед на тоа што... Тоа значи дека е динамичен и интересен разговор и се надевам дека Него ви погледна саатот и добро е. привлечеме внимание кај Разговарате без ракавици се види тоа. Да. Не внимавате многу што ќе речат другите ваши колеги и тоа е добро. Се окажувате демократскиот глас. На една седница на својата општина Кавадаци пада една клетва. Вика до седмо колено твоите потомци да немаат среќа. Тоа прв пат во мојот живот го видов и го слушнав, нема да го открием кој го рече тоа. Меѓутоа толку драматично и силно прозвучи тоа и ден денеска го паметам. Тој речено од ваш член на партијата, што не е добро, не наоѓајќи еднаквост во ставовите на за одредена проблематика беше прашање и падне на тешка клетва, башка клетва. Кажете ми, генерално, ќе биде ли општина Кавадаци, колку е добро да имаме убав развој на општина Кавадаци, колку е лошо да немаме развој во констелација на републички, на државни рамки, како држава. Ние велиме дека сме на второ место по националниот доход или по економската по придонес. По придонесите, така натаму. Колку е тоа добро за градот, за твоите деца, за генерациите што се задна се така натаму. Бидејќи ние долги години не инвестираме во општина Кавадаци, ние немаме никаков развој. Или сега гледаме дека што требало да направиме, а не сме направиле. Од кога е тоа? Од кога е граначалникот Митко Јанчев на чел. Ја би рекол дека тоа е од кога СДСМ ја зема централната. Во исто време тој имаше одлична соработка со локалната власт. Како да го задржи тој тренд? Мене ме интересира општиот развој на Кавадарци. Така. Прва работа во однос на клетвата, јас Многу тешка клетва. Тоа ниту е во овој мандат. Не е во овој мандат. Не знам ни во кој наназад мандат е. Од 2000 до 2010 е речена клетвата. Многу тешка клетва меѓу два спротивставени политички блока. Не знам, јас тогаш не сум ја следел локалната сцена и јас имам еден принцип, а тоа е дека јас одговарам за оно што јас го презентирам и го зборувам и на седница на го артикулирате по емисија. Значи, сметам дека секој треба да си има индивидуална одговорност, а не да се лепи тоа е ваш член и вие ако ме разберете. Значи, секој треба да се одговара за своите постапки и за оно кој што го зборува индивидуално. Добре. Во делот на развојот на градот, добро е тоа што во општина Кавадарци имаме, да кажам, развиен бизнес сектор, имаме ниска невработеност, имаме компании кои што работат големи компании кои што работат, да кажам, со сериозни приходи, кои што даваат голем придонес, кои што извезуваат, кои што влијаат, например, и во извозот во девизниот прилив, во плаќањето на даноците. И мислам дека прилично добро враќа централната власт, оваа централна власт, дека прилично добро враќа во општина Кавадарци и тоа е видливо и тоа се гледа со сите овие проекти кои што ги наведивме. Ја мислам само дека нашиот бизнес сектор и бизнес заедница треба малце повеќе да води сметка за работниците. И во делот на наградувањето, и во делот на платите, и во делот на одморите, и во се она што се... А вложување во стопанството или во развојот на градот на општината? Дали треба да дадат малку повеќе? Тие силни компании, дали можат да партиципираат и во државата, без разлика во општината, без разлика што тие даваат ДДВ и така натаму на ниво на држава, дали можат да учествуваат во одредени проекти? Тие може да учествуваат само ако имат интерес непосреден. Не е интерес толку ако сакаат да помогнат. Тоа е на доброволна. Тоа е на доброволна, како да кажам. Знам дека не е доброволна база. И сега во тој дел мислам дека голем дел на компаниите имаат, да кажам, помогнато во одредени. На последната седница усвоите 10 точки во кои имаше донации. Да, има донации, има донации, меѓутоа видете, тоа е работа на компанијата. Дали, например, има можност, нема можност, не можеме да ги знаеме поединечно на сите компании. Меѓутоа добро и треба да се поттикнуваат компаниите да помагаат и тие дадат свој придонес во да кажам општото и јавното добро за сите граѓани. Во тој контекст едно кратко прашање.
Дали ги Феник и работи ки остане ли како компанија? По информациите кои што ги имам, јас значи тоа ми беше извадено као статус мој, а јас имав пренесено само нивно соопштение. Добро. Да, дека сум ширал лажни вести, а моето да кажам коментирање на социјалните мрежи беше во насока на тоа, бидејќи кога дојде ова францускиот предлог, почна еден, да кажам, прилично организирана структура, не на локално ниво, туку во Македонија, кој што почна да пушта лажни вести. Првично и во делот на она што представува француски предлог. Во суштина францускиот предлог е преговарачката рамка, односно механизмот на кој што вие ќе напредувате и ќе преговарате со Европската Унија. Не беше ништо друго. Не беше ништо друго. Во делот на решавање на оние историски дилеми, прашање, мислам дека тука позициите на Македонија беа јасни и сето тоа дека се прави предавство. Мислам дека беше целосно неоправдано и тоа имаше своја, да кажам, позадина, односно тоа имаше позадина во делот на тоа ширење на лажни вести со цел да таа работа не помине во собрание, односно да се блокира Македонија кон патот на Европската Унија. И знаете кои протестира во Скопје со маички, не кои кршеа, кои правеа насилни, да кажам, протести во Скопје. Идејата на сето тоа беше да се блокира членството на Македонија, кој вршеше закани, например, врз пратениците. И тоа е исто така важно да се спомени и да се нотира. Во тој момент одреден политички субјект имаше пишано дека се прави предавство и дека Фени се продава на, не знам, дека Фени во суштина бил дел од договорот со бугари, што нема врска. Тоа е јавно достапен документ кој што го објавија сите медиуми во Македонија. И мојата реакција беше токму на тоа. Фени 2017 година, кога дојде СДСМ на власт, го наследи во лоша состојба. Го рестартира и денес Фени работи и функционира. Можеби се соочува внатрешно со енергетска криза. Се соочува со одредени проблеми, меѓутоа се соочува цела светска економија. Што е клучно? Клучно е да таков капитален, да кажам, таква голема компанија, никогаш државата нема да остави, посебно Социјалдемократски сојуз да остави така да пропадне. Значи никогаш. 2017 година го имате тој доказ. И тогаш беше интересно, да кажам, за изборни цели да се шират лажни вести од спротивната страна, дека компанијата ќе пропадне, дека овие добавувачите нема да им бидат исплатени средствата. Јас знам дека се тоа се среди. Компанијата се рестартираше, продолжи да функционира, добавувачите, кои што најголем дел од општина Кладарци се овие превозниците, им беа исплатени средствата. Значи, никогаш државата, посебно владата, оваа влада на Социјалдемократски сојуз нема да дозволи да таков голем објект, од кој што зависи еден голем дел од економскиот развој на градот, да пропадне. Мојот став бил и тогаш тој и сега е истиот. Значи Фени ќе работи. Мислам ќе се бара начин да работи. Ќе направи се да јаколку што знам дека состојбата таму точно е дека имат веројатно одредени проблеми во делот, не знам дали на електрична енергија, дали во делот на суровини. Ние немаме информација таква и затоа. Меѓутоа имат одредени потешкоти сигурно во функционирањето. Меѓутоа не мислам дека е доведена состојбата која што беше доведена 2018 година до стечај. Во таков случај сигурно дека државата, дека централната власт, дека оваа влада ќе помогне да тој објект не... Ова е убава без оглед од тоа што велат ако Фени се затвори, тоа ќе биде како нуклеарна експлозија. Најпрво ќе пострадат 1400 фамилии, потоа другите како... Да ми се чина дека се вработени, имате и добавувачи, имате и други фирми кои што се врзани таму. Сигурно ќе биде голема штетата ако таков, да речам... Не дај Боже. Да кажеме дека
евентуалното лоша состојба внатре во компанијата не е, например... Да, не е работа на власта и не е работа на СДСМ. Тоа е апсолутно точно. Али во такви ситуации мора државата да помогне се со цел да Како што помогна 2017 година. година. Ја бев тука. Тука ќе завршиме. Бидејќи многу време ни отиде, техниката ќе ми замери, а и гледачите веројатно бидејќи беа долги, меѓутоа ви ветувам дека повторно ќе бидете гости. Ви благодарам, Маријан, на честа и можноста да гостувам во вашата емисија. Мислам дека направиме едно добро интервју, мислам дека ќе привлечиме, да кажем, внимание на Најбитно е јавноста. луѓето да ја добиат од вас изворна информацијата, потоа да си се решат што ќе прават. Да. Благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа би било се во вечерашната емисија Отворена за. РТК ви благодари на вниманието. На програмата на КТВ следете уште една емисија Отворена за. Ќе продолжиме понатаму, имаме покането и планирано повеќе гости до крајот на оваа година. Пријатна вечер.